што ќе продадеме, пак ќе ни дојдат уште 200-300 милиони. Добро. И сега прашањето е, а што ќе правиме кога ќе немаме повеќе да продаваме? После 10 или 15 години, ако сега не почнеме да правиме хидроцентрали и не го осигураме производството на енергија, оние кои што сега имаат 18-20 години ја гледаат вашата емисија, после 15 години ќе бидат со семејства, со дечиња дома и така натаму, тогаш или ќе нема струја, зашто нема кој да ја произведе, или ќе нема девизи за да ја купите, бидејќи не можете дома да ја произведете. И сега, ќе чекаме тогаш и тогаш ќе почнеме за тие работи да размислуваме, или ќе почнеме од денес за тогаш да ни бидат средени. Тоа е суштинската разлика меѓу двете партии. Во регионот завршија некои од посериозните дилеми на нашите соседи, или некои тврдат тие беа повешти и подобри на своите релации, особено кон Москва, кога се однесува за енергетската безбедност на сопствените земји. Македонија одмина и енергетскиот коридор, ја одминуваат и инфраструктурните коридори со напорите на нашите соседи на друг начин да се поврзат. Ќе останеме ли во глуво доба затворени сами со прилично голема сметка што треба да ја платиме на таквата изолација на Македонија, која во еден многу важен период беше одмината со коридорите кои тргнаа преку Грција и горе преку Србија, еве конечно и Хрватска се приклучува на гасоводот. Ние остануваме во зоната на сами во кругот со Косово плюс, веројатно. Тешко прашање. Прашање за размислување. Значи, тоа се суштинските работи со кои што една влада треба да се занимава. Добро. Математики со кои вие сега се занимавате, последната пресконференција, барате итен ребаланс на буџетот. Владата да не ги повтори грешките од 2009 година, кога буквално на мускули ја бутка експертите и опозицијата идејата дека што поскоро мора да го направи првиот, па вториот ребаланс, и на крајот завршивме со комплетни промашувања во секоја од важните ставки на проекциите на македонскиот буџет. Тезата зад тоа. Обидете се навреме да скастрите од тоа што единственото во буџетските ставки знаете да го исчистите до крајот на годината и најчесто на тоа се жртва капиталните инвестиции. Не верувам дека ќе ве послушаат, дека тоа е важна операција за 2010 во земја која се уште не излегла од економската криза. Значи, кажано им е уште во декември, кажано им е и во јануари, повторено им е сега и на последната пресконференција што ја спомнавте, дека проблем со буџетот ќе имаат. И тоа веќе сосема јасно. Се веќе станува тоа видливо. Станува видливо за сите доцнат плати, доцнат одредени давачки, дали се тоа кредити за студенти, дали се ваучери за студенти, пак има, пак нема. Значи, веќе некои работи кои што биле предвидени, не се реализираат или се реализираат подоцна. Да, сега некој ќе рече, па добро, законскиот рок за исплата на платите е 15, така што тие ќе бидат исплатени до 15. Е се тоа што до пред месец дена се исплаќале на први некаде, а сега тоа ќе биде 15, тоа е пролонгирање за 15 дена, па сега никому ништо се додека е во законскиот рок. Од една страна, значи, Народна банка не знае, сега гледајќи го буџетот и гледајќи дека е нереален, значи, таа, предпоставувам, се плаши дека трошењето на државата, такво како што е, може да направи притисок на девизниот пазар. Од друга страна пак, државата им должи, таа должи на многу места. Им должи на градежниците, им должи на фармацевтите, читаме за исто за прехранбената индустрија, медиумите тоа го кажуваат. И тука доаѓаме, значи... И велиме, приватниците не сакале да кажат од страв, така вели председателот на комората, колку им должи државата. Оставам да биде легитимно дека тие имаат многу причини да се плашат, да го кажат тоа, па ние да се обираме со Дигитрон колку тоа се за. Меѓутоа, кога државата не сака да каже колку должи, и тоа е невозможно да го побара дури ни председателот на Комисијата за буџет во парламент, податок кој што е прилично релевантен за да разговарате сериозно,
не ја покажува само нетранспарентноста, веројатно покажува многу повеќе во одбивноста да се навлезе и сериозно да се зборува за бројките кои ја загубиле веќе секоја сопствена статика. Па, мислам, ние многу едноставно, многу јасно им порачав. Срамота е за владата да не знае колку должат државните институции. Ако не знаат денеска, нека кажат колку време им треба за да знаат колку должат државните институции на приватниот сектор, нека направат одредена динамика и нека почнат тој долг да го намалуваат. На тој начин ќе има конкретен ефект за приватниот сектор, бидејќи ќе се подобри ликвидноста. Зошто? Што е тоа толку тешко да се направи? Ако не почнат да го прават, никош нема да го направат. Не може да речете вие ние немаме податок. Добро. И таа дискусија оди веќе са еден месец, два и така натаму. Направете го тоа, разберете колку должите, срамота е што не знаете и почнете да се раздолжувате. Тоа е конкретна мерка за овие околности. Ако не знаете колку должите, иако тоа би требало да го третираме само како политичка изјава, тогаш со сигурност и не знаете колку е дупката во буџетот. Тогаш со сигурност не знаете дека дали со сигурност ќе завршите само со 2,5 проекција во буџетскиот дефицит или вие сте со многу посериозна дупка. Фискалното стампедо од 2009 која помина во војна, Народна банка, влада, која е причината за каматните стапки, за промената на кредитната политика на банките, кој ја шмука уствари последните милиони на македонското стопанство и го направи потполно неликвидно, не заврши успешно. Народната банка остана на тапетот како дежурниот виновник за таа ситуација, а ние не успеавме да видиме всушност како фискалната политика, трошејќи прилично ненаменски, не доведе во ситуација да ги подигнеме во првата аукција на 9% каматните стапки и потоа да биде многу тешко да се симнуваме долу. Вие сте слушнале за некоја работа владата да признае дека сгрешила? Не. Таа досега за ништо не признала дека нешто сгрешила. Најчесто ниедна влада тоа не го прави, доколку сериозно не ја принудите да го признае тој факт. Па добро се, ние нема да ја принудуваме, ние ќе ги изнесеме аргументите. Аргументите се непобитни, па сега тие што гледаат од страна ќе си донесат свој суд. За трошењето на владата не треба СДСМ ништо да кажува од 2009 година. Во извештајот на Европската комисија, значи таму буквално си стои, си пишува таму. Трошењето на владата со лош квалитет, каде што мерките биле насочени повеќе кон изборните ветувања, наместо за справување со кризата. Тоа буквално го пише извештајот во кој што е препораката за почеток на преговорите. И сега, СДСМ тука дава некаква оценка, го дава Европската комисија. Тоа е страшно лоша реченица за оваа влада. Тоа кажува дека таа недомакински се однесувала во услови на криза. И една работа... Вие го споменувате извештајот, после кој сепак имаме препорака за добивање датум на преговори, тоа е доволно за премиерот да рече внатре има непријатни моменти, но на крајот завршницата е одлична за Македонија. Ние имаме препорака за европски преговори и тоа е можеби посилниот збор од сите други страници во кои има сериозни забелешки. Почнавте да емитувате некаков спот за овие 200 милиони за Скопје 2014 и предпоставувам дека влегувате во начинот како ВМРО ДПМН се обидува да ги обработува медиумите преку тој тип на медиумски пораки. Моето прашање е следно. Сакам да полемизираме колку пари ќе чини тој проект, затоа што се наши пари. Имаме право да ги кажеме нашите ставови, како е